Osmo poglavlje. Al-Anfal. Plen. Objavljeno vo Medina 75 ajeti. Bismillahirrahmanirrahim. Во името на Аллах, семилосниот, милостивиот. Те прашуваат за пленот. Кажи, пленот им припаѓа на Аллах и на пратеникот. Затоа плашете се од Аллах и израмнете ги меѓусебните несогласувања и покорувајте им се на Аллах и на неговиот пратеник, ако сте вистински верници. Вистински верници се само тие чии што срца со страв се исполнуваат кога Аллах се спомнува, а кога зборовите негови им се кажуваат, верувањето им го зголемуваат и само на Господарот свој се подпираат, тие што намазот го извршуваат и делот тоа што ние им го даваме, го даваат. Тие се навистина вистински верници. Нив почести и прошка и благородно изобилство кај Господарот нивен ги чекаат. Така беше и тогаш кога Господарот твој со право од домот твој те изведе, а што на една група верници никако поволја не им беше. Се расправаа со тебе за борбата, иако очигледно им беше дека ќе победат, на некои од нив им изгледаше како пред своји очи во смрт да се гонат. И кога Аллах ви вети дека ваша ќе биде една од двете групи, а вие повеќе сакавте да ви падне в раце таа што не е вооружена, Аллах сакаше со зборовите своји вистината да ја зацврсне и неверниците во корен да ги истреби, вистината да ја зацврсне, а невистината да ја уништи, макар тоа не им било по волја на злосторниците. И кога од Господарот свој помош побаравте, тој ви се одзва. Ке ви пратам на помош 1000 мелеци, кои едни по други ке доаѓаат. Аллах тоа го стори за да ве израдува и со тоа срцата ваши да се смират, а победата е само од Аллах. Аллах е навистина силен и мудар. Кога тој направи сонот како спокојство он него да ве обземе и од небото дожд ви спушти за со него да ве исчисти, и од вас шејтановото вознемирување да го отстрани и срцата ваши силни да ги направи и со него чекорите да ви ги зацврсти. Кога Господарот твој им вдахна на мелеците, јас сум со вас, па зацврстете ги тие што веруваат. Во срцата на неверниците јас страв ке влеам, па вие по вратовите удрете ги и по прстите удрете ги, затоа што им се спротиставуваа на Аллах и на пратеникот негов, а тој што ќе им се спротистави на Аллах и на пратеникот негов, Аллах навистина страшно ке го казни. Тоа ви е казната, па искусете ја, а неверниците ги чека страдање во огнот. О, верници, кога со неверниците во борба ке се судрите, а тие се многу бројни, не вртете им грб. Тој што тогаш ке им сврти грб, освен тој што ке се повлече со намера пак да се бори или пак на друга чета да и пристапи, ке се врати натоварен со Аллаховиот грев, живеалиштето негово ке биде џехеннемот, а тоа е ужасно престојувалиште. Вие не ги убивавте нив, туку Аллах, и ти не фрли кога фрлаше, туку Аллах фрли, за да ги искуша верниците со убаво искушение. Аллах навистина се слуша и се знае. Така беше тоа, а навистина Аллах е тој што ги ослабнува интригите на неверниците. Ако се молевте да победите,
па ете ви дојде победата, а подобро би ви било да се откажете. И ако повторно се вратите, ние повторно ке се вратиме и ни малку нема да ви користи таборот ваш, колку и да е многуброен, бидејќи Аллах е на страната на верниците. О, верници, покорувајте им се на Аллах и на Неговиот пратеник и не напуштајте го, та вие слушате што говори тој и не бидете како тие што велат слушаме, а не слушаат. Најлоши суштества кај Аллах се тие кои се глуви и неми, кои не сакаат да сваќаат. Да знае Аллах дека он нив може да има некакво добро, би направил да слушаат, а и да сторел да слушаат, тие повторно би се свртеле, бидејќи тие и така главите ги вртат. О, верници, одзвите им се на Аллах и на пратеникот, кога од вас ке побара да го сторите тоа што ве оживува. И знајте дека Аллах се вплеткува помеѓу човекот и срцето негово и дека сите пред него ке се соберете. И чувајте се од искушенијата, кои нема да ги погоди само тие меѓу вас кои правеа насилство, и знајте дека Аллах страшно казнува. И сетете се кога бевте малкумина, кога на земјата бевте угнетени, се плашевте луѓето да не ве фатат, па тој за солниште ви даде и со својата помош ви помогна и со убаво снабдување ве снабди, за да бидете благодарни. О, верници, Аллах и пратеникот не лажете ги и свесно со аманетите не поигрувајте си и да знаете дека богатството ваше и децата ваши се само искушение и дека само кај Аллах наградата е голема. О, верници, ако се плашите од Аллах, тој ќе ви подари способност за разделување на вистината од невистината и преку лошите постапки ваши ќе премине и ќе ви прости, а Аллаховата добрина е неизмерна. И кога неверниците замките ги поставуваа за да те фрлат во темница, или за да те убијат, или за да те прогонат, тие поставуваа замки, па и Аллах им поставуваше замки на нив, бидејќи Аллах тоа најдобро го умее. Кога зборовите наши им се кажуваат, велат: веќе чуено. Да сакаме и ние ќе кажеме нешто такво, тоа се само измислици на народите древни. А кога рекоа: Боже, ако ова навистина е вистина од Тебе, Ти прати врзна с камења од небото во вид на дожд, или прати ни некое неподносливо страдание. Аллах не ги казни, бидејќи Ти беше меѓу нив, и Аллах нема да ги казни се додека некои од нив се уште молат да им се прости. А заслужуваат Аллах да ги казни кога им забрануваат пристап на другите во светиот храм, а тие не се негови чувари. Чувари негови треба да бидат само тие што се богобојазни, но мноштвото од нив не знае. Молитвата нивна покрај Каба се сведува само на свиркање и ракоплескање. Затоа искусете ја казната, бидејќи не верувате. Тие што не веруваат, ги трошат имотите своји за да одвраќаат од Аллаховиот пат. Тие сигурно ќе ги потрошат, потоа заради тоа ќе жалат и на крајот победени ќе бидат. А тие што нема да веруваат, во џехеннемот ќе бидат ставени, за добрите од лошите Аллах да ги одвои и лошите едни на други за да ги наталожи, и потоа сите во еден куп да ги збие и во џехеннемот да ги фрли. Тие навистина ќе бидат изгубени. Кажи им на тие што не веруваат: ако престанат,
ке им биде простено тоа што било претходно, но ако не престанат, па се знае што се случи со древните народи. И борете се против нив, се додека многобожството не исчезне и се додека Аллаховата вера не остане. А ако престанат, Аллах добро гледа што прават тие. А ако ги свртат грбовите своји, знаете дека Аллах е ваш заштитник, а тој е прекрасен заштитник и тој е прекрасен помагач. И знајте дека од се што ќе заплените за време на борба, 1/5 им припаѓа на Аллах и на пратеникот, и на роднините негови, и на сирачињата, и на сиромашните, и на патниците, ако верувате во Аллах и во тоа што го објавивме на робот наш, на денот на одвојувањето на вистината од невистината, на денот кога се судрија двете војски, а Аллах може се, кога вие бевте во поблиската долина, а тие во пооддалечната долина, а караванот подолу од вас. И да се договаравте, немаше да се договорите за времето на борбата, но таа се случи за Аллах да даде да се исполни тоа што мораше да се случи, неверникот да остане неверник по очигледниот доказ и верникот да остане верник по очигледниот доказ, а Аллах навистина се слуша и се знае. Кога Аллах во сон ти покажа дека нив ги има малку, а да ти покажеше дека се многу, вие моралот ке го изгубевте и за бојот ке се расправавте, но Аллах ви го покажа спасот. Тој добро ги знае мислите сечии. А кога се судривте, тој во очите ваши ви ги прикажа во мал број, а и вас во очите нивни исто така во мал број, за Аллах да даде да се исполни тоа што мораше да се случи, а се враќа кон Аллах. О, верници, кога ќе се судрите со каква било чета, бидете смели и непрестајно Аллах спомнувајте го, за да го постигнете тоа што го сакате, и покорувајте им се на Аллах и на пратеникот негов и не расправајте се за да не подклекнете и без борбениот дух да останете и бидете издржливи, бидејќи Аллах е навистина на страна на издржливите. И не бидете како тие кои за да му се покажат на светот наметливо од градот свој излегоа за од Аллаховиот пат да одвраќаат. А Аллах добро знае што прават тие. И кога шејтанот како убави им ги представи нивните постапки и им рече: никој не може денес да ве победи и јас сум вашиот заштитник. Тогаш тој, кога се судрија двете противнички групи, се повлече назад и рече: јас немам ништо со вас, јас го гледам тоа што вие не можете да го видите и јас се плашам од Аллах, бидејќи Аллах страшно казнува. Кога лицемерите и тие чии што срца се болни велеа, нив ги заведе верата нивна, а тој што на Аллах ќе се потпре, па Аллах е навистина силен и мудар. А да видеше само кога мелеците на неверниците душата им ја земаа и по лицата нивни и одназад ги удираа. Вкусете го страданието во огнот. Тоа е за тоа што го подготвивте со рацете своји, бидејќи Аллах не е неправеден спрема робовите своји. Така беше и со фараоновите луѓе и со тие пред нив. Во Аллаховите докази не веруваа, па Аллах поради гревовите нивни ги казни. Аллах навистина е моќен и страшно казнува.
Тоа е затоа што Аллах нема да го лиши од благосостојба народот на кого тој веќе им ја подарил, се додека тој самиот не се промени, а Аллах се слуша и се знае. Така беше и со фараоновите луѓе и со тие пред нив. Доказите на Господарот свој не ги признаваа, па ние поради гревовите нивни ги уништивме, а фараоновите луѓе ги потопивме, сите тие беа неверници. Најлоши суштества кај Аллах се тие што негираат, тие што не сакаат да веруваат, тие со кои што ти склопуваш договори, па тие секој пат, не плашејки се од Аллах, го кршат договорот свој. Ако во борбата се судриш со нив, казни ги така што поради нив да се разбегаат тие што се зад нив, за да се опаметат. Штом забележиш предавство кај некое племе и ти нему исто така откажи му го договорот, Аллах сигурно не ги сака предавниците. И нека не мислат тие што не веруваат дека ќе се спасат. Тие навистина нема да можат да избегаат. И против нив подгответе колку што можете сила и коњи за бој, за со тоа да ги заплашите Аллаховите и ваши непријатели, и другите освен нив, вие не ги познавате, Аллах ги знае. Се што ке потрошите на Аллаховиот пат, ке ви биде надоместено, нема да ви се стори неправда. Ако тие бидат склони кон мир, биди и ти склон и подпри се на Аллах, бидејќи тој навистина се слуша и се знае. А ако сакаат да те измамат, па тебе навистина ти е доволен само Аллах. Тој те поддржува со својата помош и со верниците, и тој ги соедини срцата нивни. Да го потрошеше сето тоа што постои на земјата, ти немаше да ги соединиш срцата нивни, но Аллах ги соедини. Тој е навистина силен и мудар. О, веровеснику, Аллах ти е доволен тебе и на верниците кои те следат. О, веровеснику, бодри ги верниците на борба. Ако бидете 20 мина издржливи, ке победите 200 мина, а ако бидете 100, ке победите 1000 од тие што не веруваат, затоа што тие се луѓе кои не сваќаат. Сега Аллах ви дава олеснување. Тој знае дека сте уморни. Ако бидете 100 издржливи, ке победите 200 мина. Ако бидете 1000, ке победите со Аллахова волја 2000. А Аллах е со тие што се издржливи. На ниту еден веровесник не му е дозволено да задржува заробеници се додека не издвојува победа на земјата. Вие ги сакате минливите добра на овој свет, а Аллах го сака оној свет. Аллах е силен и мудар. Да не е поранешната Аллахова одредба, ке ве снајдеше големо страдање поради тоа што го зедовте. Сега јадете од тоа што го запленивте, како допуштено и убаво, и плашете се од Аллах. Аллах навистина простува и милостив е. О, веровеснику, кажи им на заробениците кои се наоѓаат во рацете ваши, ако Аллах знае дека во срцата ваши има какво било добро, ке ви даде подобро од тоа што ви е земено и ке ви прости. А Аллах простува и милостив е. А ако сакаат да те измамат, па тие и порано Аллах го мамеа, и затоа тој ти овозможи да ги победиш. А Аллах знае се и мудар е. Тие што веруваат
и се иселуваат, и во борбата на Аллаховиот пат ги заложуваат имотите своји и животите своји, и тие што даваат прибежиште и помагаат, тие меѓусебно се заштитници. А на тие кои што веруваат, а кои не се иселија, вие не можете, се додека не се иселат, да им бидете заштитници. А ако ве замолат да им помогнете во верата, должни сте напомош да им излезете, освен против народот со кој имате склучен договор за ненапаѓање. А Аллах добро го гледа тоа што го правите. Неверниците меѓусебно се заштитници. Ако не постапите така, ќе настане збрка на земјата и голем неред. Тие што веруваат и што ќе се иселат и ќе се борат на Аллаховиот пат, и тие што даваат за солниште и помагаат, тие се на вистина вистински верници. Нив ги чека прошка и благородно изобилство. А тие што подоцна ќе станат верници, па ќе се иселат и во борбата заедно со вас ќе учествуваат, тие се ваши. А роднините, според Аллаховата книга, меѓусебно се поважни. Аллах навистина знае се. إن الله بكل شيء عليم